Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Со звуците на Штраусовата опера Лилјакот и насмевки на лицата, охридските матуранти денеска свечено заокружија едно од најубавите поглавја од својот живот. На градскиот плоштад околу 350 момчиња и девојки од охридските средни училишта го заиграа традиционалниот квадрил, символично зачекорувајќи кон новите животни предизвици и идните соништа. Пораката до генерацијата годинава ја испрати Елена Стојовска, матурантка од Охридската гимназија, која во своето обраќање истакна дека матурската парада представува символ на заедништвото, зрелоста и вербата во иднината. Стоиме сите гордо со поглед кон иднината, но и со благодарност кон секој еден што не доведе до овој момент, рече Стојовска. Нека оваа парада биде символ на нашата зрелост, нашата слобода и нашата одличност. Нека биде посетни дека сме најсилни кога сме заедно. Како што денеска чекориме во испитами, така да чекориме и животот со искрени насмевки, со достоинство и со срца полни јадош. Нашата младост денеска зборува погласно од себе. Нека оваа енергија, оваа убавина, оваа радост оде надалеку како порака дека ние младите знаеме да создаваме, да сакаме и да направиме светот подобро место. На матурантите им се обрати председателот на Советот на општина Охрид Перчо Божиновски, кој порача дека завршувањето на средното образование е само почеток на новите предизвици и можности. Колку ќе ги расширите крилјата кои ние ви ги дадовме преку образовниот процес, колку и каде ќе слетате, зависи само од вас и од никој друг, истакна Божиновски. Тој им порача на младите дека најважно е пред се да станат добри луѓе, честни и достоинствени. Летајте високо, бидете вредни, вложувајте се себе си и не се откажувајте од целта. Упорните и трудолюбивите секогаш стигнуваат до неа. Деца наши, бевте генерација за похвалба, вредни, одговорни и послушни. Се надевам дека подготвени и самоуверени ќе зачекорите по патеките што водат кон високото образование, професионалните ангажмани и нови работни места. Здрави и среќни, со високо крената глава, успешно патувајте во животот. Матурантите упатија и голема благодарност до професорката Катерина Стојановска, која ја подготвуваше годинешната парада. Инаку традицијата на матурската парада започна во 2001 година во Словенија, а нејзин идеен творец е Томаш Амброш од танцовата школа Уршка во Љубљана. Денеска оваа манифестација представува символ на младоста, заедништвото и новите почетоци за илјадници матуранти секоја година низ регионот. Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков денеска оствари протоколарна средба со амбасадорката на Сојузна Република Германија во земја Петра Дрекслер. На средбата се разговарало за досегашната успешна соработка помеѓу локалната самоуправа и германските партнери, како и за можноста за нејзино понатамошно унапредување. Посебен акцент бил ставен на значајните инфраструктурни и капитални проекти кои во моментов ги реализира општина Охрид. Градоначалникот Пецаков ја информирал амбасадорката и за функционирањето на општинските јавни претпријатија, како и за активностите во делот на локалниот економски развој. Во текот на разговорот било истакнато и значењето на германските компании во регионот, меѓу кои и Костал Македонија, која денеска одбележува 10 години успешно работење. Во 2016 година Костал започна тука токму во објектите на поранешно ЕМО и успеавме во еден релативно краток временски период да успееме до момент кога вработуваме околу 1340 вработени, реализирани инвестиции од околу 200 милиони евра и оваа година треба да стигнеме минимум до 280 со потенцијали до 300 милиони евра извоз токму од овде од Охрид.
Во рамките на Костал групацијата, македонската локација е втора најголема од 7 производствени погони во Европа, но она што е многу важно е дека овдека ги имаме најсофистицираните и технолошко напредни процеси, не само во Европа, туку на глобално ниво, единствено во Кина на една локација ги има сите оние процеси кои ги имаме овде во Костал Македонија. Голема благодарност за ова има нормално локалниот тим, сите оние знаења кои ги имаат не само инженерите, туку и сите луѓе кои се вклучени во процесот на производство. Голема подршка тука имаме од средното техничко училиште и дуалното образование, соработка со општината, но не само општина Охрид. Многу од нашите вработени ги црпиме и од Струга, и од Ресен, и од Дебарца, така да целата локалниот Охридски регион на вистина добива многу од Охрид, но и ние од Костал, но и ние добиваме од нив. Една деценија успешно работење, партнерство, резултати. Бројките се навистина импресивни. Како што самите слушнавте, оваа година и покрај сите глобални предизвици, Костал очекува раст на своите приходи. Би рекле помеѓу 280 и 300 милиони евра, со што Костал ќе биде во првите 5 извозници од нашата земја. Кебапчилница вкусно ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура до 21 степен. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди со услови за развојна нестабилност, со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Утринската температура од 9 степени, додека пак максималната дневна до 25 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 8 до максимални 29 степени. Во следните денови ќе се задржи променливото облачно време со умерен до засилен ветар од северен правец. Утре и за време на викендот на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и силен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, електрични празнења, силен ветар со брзина од над 60 км на час и услови за појава на град.